доаѓам во ХБГ-то, си јавам да пробам малку да посветам внимание на она, да ова, да правам бои. Убоја. Не смируват ме, она убаво ми е. Се опуштам се на мирно, тихо е. И сакам колку што можам, како некој што успеа онакви слики да поубај, па и јас док станало такова мини да имам нешто, не знам во животот друго што да постигнат. Тука постојат луѓе кои што можат креативно да се изразат и дека и овие луѓе можат на некој начин да не се запоставени од надворешниот свет. Важно е тие да се изразат нивната ликовна експресија, да си ја изразат нивните чувства, да ги изразат меѓу што се вика подсвесното и свесното, онака како го доживуваат си го пренесуваат на хартија. Сега со пациенти кои што не можат и не сакаат да работат, тогаш се преминува на веќе боенки да можат да цртаат, сипак да работат, или пак разговараме околу општни работи и околу ликовната уместност, значи не остануваме така да се помини часот без ништо. Па колку има 5-6 години. Има и појки. Не се сеќам, 5-6 години мислам најмалци има. И опет драјица, си барав мир. Ќе се она љубовно беше пријатно, ќе се седнам, ќе си нацртам нешто. Ето така, наоѓав мир. Почнав да сликам, таму имаше библиотека, мислам, се викаше и видов и ми рекла дали можеш да нацрташ библиотека. Јас рекол, ќе пробам. И полека. И ето така дојде до она. Благодарение на учителката што беше од Битола, и таа малце повод ми даде и малце јас и така направив една убава куќа староримска. Која година се појќе стекнуваш и некој искуство поголемо, доверба поголема, се навикнуваат тие на мене, се навикнувам и јас на нив. Мислам дека добро сум прифатена и јас од нивна страна и тие од моја страна се добро прифатени, затоа што гледам да бидат опуштени, за да можат со таа опуштеност и да почнат да работат. Ова ликовна терапија, не само ликовната терапија. Работната терапија му е потребна на секој човек. Меѓутоа, на овие пациенти тука многу повеќе. По самиот цртеж може точно диагностички да се осознае на што мисли, какви бои употребува, самата боја кажува, повеќето од депресивните одат на поладните бои, синна, зелена и такви тие бои. Потом може да се утврди дека кај него сепак има нешто нешто го тишти. Со самата боја, со самата затвореност, со начинот на изработката, формата, тематиката што ја одбрал. Но пред се и за тоа дека сите ние сме луѓе и за човечноста, дека многу е важен пристапот како им пристапуваме на овие лица. Ние не смееме да ги изолираме, да ги оставиме на маргините, како што сте прочем. Треба да ги интегрираме во општеството и да ги гледаме рамноправно и достоинствено, затоа што и во нив има
и тие го потенцијал, и тие го поседуваат се тоа на што ние надвор од институцијава го поседуваме.